Република Македонија како земја која е на надворешната граница од Европската Унија ја дели одговорноста за контрола на миграцијските текови. Кризата во Грција досега придонела за зголемување на околу 50% на мигрантите, но доколку се случи јужниот сосед да излезе од еврозоната, Македонија, истакна министерката за внатрешни работи, ќе одговори на предизвикот согласно заедничките европски миграцијски политики и соработката со Frontex. Доколку дојде до вакво нешто, јас не би можела да шпекулирам дали ќе дојде, Република Македонија ќе даде собствен придонес и ќе ги вложи сите напори да се вклучиме во заедничката политика на Европската Унија, односно да придонесеме за контролирање на миграцијските текови. Јанкуловска нагласи дека Македонија е целосно посветена на реализацијата на европските политики и стандарди, генерално во областа на граничната безбедност, а за остварување на таквата цел важни се политичката волја, институционалната подготвеност, која подразбира и меѓународно партнерство. Во рамки на добрата соработка САД денеска на граничната полиција во вредност од $68.000 и донираше современа техничка опрема со која може успешно да одговори на предизвиците со кои се соочуваат припадниците на граничната полиција во ефикасната борба против сите облици на илегалната миграција и прекуграничниот криминал. Ова донација на вистина ќе го зајакне капацитетот на граничната полиција за надзор и следење илегални мигранти во рамките на зелената граница и исто така ќе ја зголеми способноста за секундарен преглед и откривање радијација на граничните премини. Ова помош ќе има и резултат за значеното подобрување на безбедноста на македонските граници. Напливот на илегални мигранти, особено од земјите на Африка и Азија, го покажуваат и податоците од изминатите 6 месеци, односно откриени се 316 илегални мигранти. Речиси половина од нив се од Пакистан, Авганистан, Сомалија, Палестина, Еритреја, Бангладеш, Алжир. Во рамки на полициските активности за сузбивање на илегалната миграција, МВР во посочениот период разоткри 21 случаи на кривично дело криумчарење мигранти, а против 29 лица се поднесени соодветни кривични пријави.